Градоначалникот на општина Киселаво Даурце Ѓоргиевски кажа дека му е драго што Министерството за локална самоуправа ја препозна идејата на ЗЕЛС. Тој посочи дека не сме да има недопирливи функционери, а од таа причина се иницирале законски измени за одговорност. Денес присуствував на четвртиот консултативен настан за измените и дополнувањата на Законот за локална самоуправа, каде со министерот, представници од Министерството за локална самоуправа, градоначалници, експерти, UNDP и граѓанскиот сектор се дискутираше за клучните реформи што треба да ја направат локалната власт поодговорна и поефикасна. Главното барање, кое беше иницирано од ЗЕЛС уште пред година и половина, е воведување механизам за отповекување на градоначалниците, чекор што ќе ја врати вистинската моќ во рацете на граѓаните. Локалната власт мора да биде ефикасна, отчетна и вистински одговорна пред оние кои им го дале мандатот и довербата, истакна Ѓоргиевски. Првиот човек на Киселаво да и председател на ЗЕЛС посочи дека оваа законска промена е неопходна, бидејќи во моментов градоначалниците се единствените функционери во државата кои не можат да бидат отповикани, што е недозволиво во едно демократско општество. Ѓоргиевски уште еднаш ја поздрави иницијативата на Министерството за локална самоуправа. Кажа дека сите заедно ќе допринесат за едно законско решение и измени кои на долг рок ќе бидат во интерес на граѓаните. По врнежите од снег ова утро низ цело Скопје, градоначалникот на Ѓурче Петров Александар Стојковски порача дека зимската служба на општината е подготвена за делување на терен. Жителите можат да бидат спокојни. Зимската служба е активна и на терен, се додека е потребно. Се грижиме граѓаните непречено да имаат можност да ги реализираат своите секојдневни уврски, порача Стојковски на социјалните мрежи. Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски информираше дека утрово од 8 часот е активен кризниот штаб на општина Газибаба, кој има за цел справување со последиците од врнежите на снег кој од утрово го зафатија Скопје. Интензитетот на врнежите е поголем во планинскиот дел на општината. За таа цел повеќе од 1 час економските оператори, задолжени за расчистување на снегот, се на терен, каде што се чисти снегот и се фрла сол и ризла. Граѓаните можат да бидат спокојни. Кризниот штаб ќе биде активен и на терен се додека е потребно. Се грижиме граѓаните непречено да имаат можност да ги реализираат своите секојдневни обврски, напиша Стевковски на социјалните мрежи. Првиот човек на Газибаба посочи дека безбедноста на сообраќајот е врвен приоритет при вакви временски услови и нема да дозволи ниту едно населено место во општина Газибаба да биде одсечено од сообраќај. Полициските службеници од сите 8 сектори за внатрешни работи при БЈБ на МВР и во текот на изминатиот викенд продолжиле со засилени сообраќајни контроли на патиштата низ земјава, информираат од МВР. При тоа вкупно биле издадени 3142 платни налози за сторени сообраќајни прекршоци по различни основи, согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и Законот за возила, а наплатени се 1314 платни налози. Според статистичките показатели, прекршоците по основ на пречекорување на брзината на движење убедливо предничат, така што евидентирани се вкупно 1498 прекршоци. Во споредба со 535 издадени платни налози по основ на непрописно паркирање. Воедно што е особено важно за анализа е фактот што за викендот зголемен е бројот на откриени возачи што управувале возило без возачка дозвола, дури 247, како и возачи кои управувале возила под дејство на алкохол, 111. Покрај ова изречени се и 153 платни налози по основ на некористење сигурносен појас, 56 по основ на говорење на мобилен телефон при возење, а откриени се и 58 нерегистрирани возила кои учествувале во сообраќајот, информираат од МВР. Вчера полицијата преку соодветен претходно подготвен план за постапување била посветена на контролата на правилата за почитување на пропишаната брзина на движење. Следствено, резултатите од тие радарски контроли во неделата на територијата на државата биле евидентирани 429 возачи кои ја пречекориле брзината на движење надвор од населено место и 488 возачи кои ја пречекориле брзината на движење во населено место.
Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар во соработка со сообраќајната полиција Скопје во периодот од 10 до 16 февруари со помош на специјалните возила Пајак отстраниле 150 непрописно паркирани возила кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот, известуваат од ПОЦ. Јавното предпријатие ПОЦ и општина Центар секојдневно водат грижа за да го доведат во ред сообраќајниот хаос, настанат од непрописно паркираните возила на територијата на општина Центар. Потсетуваме на почитување на сообраќајните правила од страна на секој учесник во сообраќајот, со цел одржување на ред и безбедност на улиците, додаваат од ПОЦ. Градоначалничката на Скопје Данила Арсовска ќе остане на функцијата до крајот на мандатот, дури и да бидат изгласани измените на Законот за локална самоуправа пред почетокот на летото. Со измените ќе се предвиди законска можност за референдумскиот повик на градоначалник, ќе се воведе комунална полиција и ќе се овозможи зголемено учество на граѓаните во носењето на одлуки во локалната самоуправа. Министерот за локална самоуправа Златко Перински објави дека законот не може да се применува за веќе избраните градоначалници. Невозможно е законот да важи ретроактивно. Законот ќе важи за новите градоначалници кои ќе добијат мандат после ноември. Не можеме ние да менуваме закони согласно персонални решенија. Едноставно сакаме да ја подобриме ситуацијата и состојбата на локално ниво. И сите оние чинители, сите кои се засегнати од ова законско решение, да имаат поквалитетно и поиздржано решение, истакна министерот Перински пред денешната 4-та поред дебата за измените на Законот за локална самоуправа. Денешната дебата за измените на законот е последна, а министерот Перински очекува до летото целиот процес да биде завршен. Дебати за измена на законот веќе се одржаа во Битола, Штип и Гостивар. Ние предвидуваме со процесот со предлог измените да завршиме некаде до 30 март, веднаш потоа да влезат во собраниска процедура. Нормално прво на владина седница треба да се усвојат, а потоа да влезат и во владина процедура. После 30 март ќе биде законот оперативен, во настока на предлог измени да се валидизира од релевантните институции. Очекувам некаде до летото да се заврши целиот процес, истакна министерот за локална самоуправа Перински. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја